Добро вечер, го следите централното издание на Дневникот. Еве кои настани го одбележаа овој ден. Од денеска активни се два нови огласи за самовработување и за вработување млади до 29 години. Министерката за култура на Република Македонија Елизабета Канчевска-Милевска и амбасадорот на САД во Република Македонија Джес Бейли денеска потпишаа договор за доделување грант за конзервација на мозаикот во Стоби. Се е подготвено за стартот на 13-тата манифестација Велешка Питијада. Сите заинтересирани невработени млади лица до 29 години од денеска можат да аплицираат за мерката за самовработување со кредитирање, а компаниите пак за кредитирање за отворање нови работни места. Колешката Дијана Иванова ги има деталите. Министерството за труд и социјална политика денеска ги објави двата нови огласи за самовработување. Станува збор за веќе добро познати проекти кои во изминатите години дадоа позитивни резултати. Самовработување со кредитирање на млади лица до 29 години и кредитирање за отварање на нови работни места во компанија. Мерките за кредитирање нудат големи поволности за самовработување, за формирање на компании и реализација на бизнис идејата која што имаат младите луѓе. Ова мерка ја реализираме од средината на 2014 година и до сега преку истата се формирани над 500 компании од страна на младите лица до 29 години. Образложувајќи ја втората мерка, Спасов потенцираше дека компаниите кои ќе вработат млади до 29 години можат за секое работно место да добијат по 4.000 евра. Нуди кредит од 7.000 евра за носителот на кредитот, за носителот на бизнисот и по 4.000 евра за ново отворено работно место до 5 работни места или вкупно 23.000 евра со грейс период од 1,5 година и со рок за враќање на кредитот од вкупно 7 години и со само 1% годишна каматна стапка. Реализацијата на овие проекти е преку Агенцијата за вработување. Оттаму велат дека корисниците на овие грантови дополнително може да ги користат и бенефитите од проектот Македонија вработува 2. Сите оние кои што ќе се само вработат може да го користат исто така и проектот Македонија вработува 2 со тоа што ќе добијат до 3 години ослободување од придонеси и од персонален данок. Додека компаниите кои што ќе вработат со овој проект вработуваат млади луѓе до 29 годишна возраст, при што добиваат исто така многу поволен кредит со 1% годишна камата, од кој 3 години рок за враќање, од кој првата година е грейс период. Исто така и за овие лица може да се користат ослободување од придонеси согласно проектот Македонија вработува 2, каде што до 3 години работодавачот нема да плати придонеси и персонален данок. Овие два проекти Спасов и Поповски ги промовираат Свети Николе. По оваа општина со средства од ИПА програмата реновирани се просториите на Агенцијата за вработување. Инаку во последните 9 години во Свети Николе бројот на невработени е намален за 2200. Од 5200 колку што биле евидентирани во 2006 година, денеска бројката достигнува до 2600, од кои само 1200 активни баратели. Со проектот Македонија вработува до работно место дошле 320 светиниколчани. Во првите месеци од реализацијата на проектот Македонија вработува 2, вработени се 26 лица. Министерката за култура на Република Македонија Елизабета Канчевска-Милевска и амбасадорот на САД во Република Македонија Джес Бейли денеска на локалитетот Стоби потпишаа договор за доделување грант во вредност од $89.000 за конзервација на мозаикот и мермирните декоративни елементи на кристилницата на епископската базилика на локалитетот Стоби.
Министерката за култура на Република Македонија Елизабета Канчевска-Милевска и амбасадорот на Соединетите Американски држави во Република Македонија, Джес Бейли, потпишаа договор за доделување грант за конзервација на мозаикот и мермерните декоративни елементи на крстилницата на Епископската базилика на локалитетот Стоби. Сметам дека овој грант е од огромно значење за промоција на самиот локалитет Стоби, бидејќи археолошкиот локалитет Стоби е еден од најзначајните споменици кои што потекнуваат од римскиот и доцна античкиот период. Така да самиот локалитет изобилува со огромно, непроценливо богатство и во таа насока сакам да истакнам дека владата со посебна одлука го прогласи локалитетот од национално значење, односно локалитетот више доби статут на национална институција, која што веќе неколку години екзистира и работи во функција на заштита и управување со археолошкиот локалитет Стоби. Амбасадата на САД во Република Македонија континуирано обезбедува поддршка во насоки на соодветна заштита на културното наследство на Република Македонија, кое е дел од светското културно богатство. The United States is proud of the partnership we have had in Macedonia with the Ministry of Culture, with several museums. Соединетите Американски држави се горди на партнерството со Македонија и со Министерството за култура и неколку музеи со Националниот институт Стоби и со многу други со кои работиме на зачувување и на заштита на културните богатства. Ние сме среќни што овој грант ќе придонесе да се придвижиме чекор нанапред во презентирање на овој комплекс пред посетителите од Македонија и светот. По грантовите за археолошките истражувања во 2002 година и грантовите за заштита на фреските во Епископската базилика во 2010 година. Ова е трета грант посветен на заштитата на локалитетот Стоби од страна на Американската амбасада. Во рамките на реализацијата на проектот Поддршка и развој на економијата на пчелни производи во прекугранична област, кој е финансиран преку ИПА програмата Македонија-Грција, содржа завршната едукативна сесија на која 50 пчелари, од кои 25 постојни и 25 нови пчелари им беа доделени соодветни сертификати. 50 пчелари, од нив 25 постојани и 25 нови, ја завршија едукативната сесија за пчелари и се здобија со сертификати. Станува збор за реализација на проектот Поддршка и развој на економијата на пчелни производи во прекугранична област, кој е финансиран преку ИПА програмата Македонија-Грција. Обуките биле од голема корист, велат пчеларите, особено оние кои за прв пат се сретнуваат со оваа гранка од земјоделието. Зоран Стојанов вели дека пчеларството е специфична професија, но пред се сезонска и оваа обука ќе биде од голема помош за сите пчелари почетници. Проектот беше доста едукативен за нас како почетници. Ние доправа се стекнуиме со искуство со пчеларство. Сега воочи ни биде доста голема помош како почетници, не само како обука и како поклоните што ни ги дават. Како и секоја работа, ако сакаш да работиш, има и есам. Ако не ја сакаш, не ја работиш со срце, нема есам. Пчеларството е малку по-специфична гранка, се рачуна како во земјоделието, но доста ние сме пчеларите се ги рачуна како пострпливи луѓе и доходовна и сезонска работа. Можеш да повремено да работиш и нешто друго. Кире Ташев заедно со неговата фамилија веќе долги години се занимава со пчеларство. Пчеларењето е постојан процес и оваа едукација им овозможила размена на искуства која е многу важна за оваа професија. Со пчеларство се занимавам веќе последните 10 години така понавлезено во самиот поим на пчеларството и во самото пчеларство, но мојата фамилија исто така многу одамно со генерации се занимаваме со пчеларство. Во последните, да кажеме, 2-3 години финансиската помош од однос на државата и има финансиска помош на различни насови со различни грандови или субвенции. Сега како што дојдовме до некој знае или некои информации дека субвенциите за пчеларството од текот на идната година можеби ќе се зголеми износот од пчелно друштво, но тоа сепак
е во преговори со Министерството за земјоделие и ветеринарство. Обуките за пчеларите се спроведуваа во 2 циклуси со време траење од 70 часови и истите ги реализираа стручни лица од Факултетот за земјоделие и храна. На свеченоста сертификатите им ги додели градоначалникот на Неготино Ванчо Апостолов. Имаше неколку едукативни сесии и сметам дека со експертската екипа од Факултетот за пчеларство во Република Македонија, нашите пчелари, како постојаните, така и идни пчелари, научија многу работи. Исто така како општина Неготино им овозможивме, значи треба да обезбедиме како простории, така и опрема за пчеларство за сите пчелни производи во следниот период да можат да ги испитуваат како на квалитативно ниво и во смисла на развој на пчеларство на секој пчелин производ од пчеларите од општина Неготино. Преку овој проект со обезбедените средства е предвидена реализација на проектот за изградба на патна инфраструктура на патот Горни Дисан Вешје во должина од 400 метри. По завршувањето на обуките, пчеларите почетници кои добија сертификати ќе добијат и опрема и ќе имаат обврска да се регистрираат како индивидуалци или предпријатие за производство на мед и други пчелни производи. Се е подготвено за стартот на 13-тата поред Велешка питијада. Во наредните 3 дена угостителите ќе работат со продолжено работно време. 30 штандови ќе понудат од велешкиот специјалитет пита пастармајлија и македонско вино. Фестивалот ќе биде избогатен со богата музичка програма, со тоа што ќе настапи голем број музички имиња и групи од земјата и странство. Се е подготвено за почетокот на 13-тата гастрономска манифестација Велешка питијада. Во наредните 3 дена угостителите неуморно ќе работат со продолжено работно време, согласно одлуката која Советот на општина Велес ја донесе на последната седница. 30 штандови ќе понудат од велешкиот специјалитет пита пастармајлија и македонско вино. Годинава има богата музичка програма, а организаторите се надеваат на најголема посетеност до сега. За прв пат имаме организација во склоп на питијадата на ретка работа, ќе имаме поставено 10 олтајмери на барање на љубителите на стари автомобили во градот, од кружниот тека вона па се до првиот штанд на угостителите. Истовремено има најава за повеќе десетици велосипедисти кои што ќе бидат присутни во градот, ќе има и една рута на возење. Редарските служби ќе ги упатуваат гостите, додека СВР Велес се вклучува во организирањето на сообраќајот и редот и мирот. Обезбедени се санитарни чворови, обезбедени се редари, се што е согласно законот и потребата, вклучена и санитарната инспекција, која што ги даде своите сугестии и разговори со производителите на пити и угостителите, значи комплетна организација имаме по спрема сите стандарди. И оваа година питата ќе се продава по унифицирана цена од 130 денари. Најголемата пита најавено е да биде 4 метри долга и 1 метар широка. Во соработка со македонски железници ќе има и бесплатен железнички превоз од Скопје до Велес и обратно. Вчера вечер во салата на општина Велес се одржа трибина под мотото "Мотивирана администрација" во организација на велешките социјалдемократи. Трибина под мотото "Мотивирана администрација" се одржа вчера вечер во салата на општина Велеса во организација на велешките социјалдемократи. На трибината говореше потпредседателот на СДСМ Александар Кирацовски, кој рече дека заедно со административните службеници и вработените во јавниот сектор ќе се дискутира за состојбите, проблемите и предизвиците со кои се соочува јавната администрација. На граѓаните на Република Македонија и требаат мотивирани административни службеници. За тоа да го постигнеме, потребен е соодветен кариерен систем, кариерен модел во јавниот сектор, кој што ќе биде надвор од партиско-политичките влијанија. Тој е систем во кој што еден вработен во администрацијата, кој што знае, уме и сака да работи,
ќе биде мотивиран преку соодветен надоместок и преку можност да напредува во кариерата, без разлика на неговата партиско-политичка, национална или верска припадност. Што се однесува на бројот на вработени во јавната администрација, Кирацовски потенцира дека истиот не мора да се намали доколку се направи соодветна реорганизација. По синоќешната трибина на СДСМ денеска пристигна реакција од ВМРО ДПМН. Во неа стои: вчерашната трибина на СДСМ на темата за јавна администрација е уште една епизода во серијата безобзирни лицемерства и манипулации, сервирани од бандата на Зоран Заев. Колку СДСМ се грижи за администрацијата, не мора да кажува потпредседателот на СДСМ Кирацовски. Тоа цела македонска јавност го виде од неговиот лидер, криминалецот Зоран Заев, кој се закани дека ќе јадел живи луѓе и ќе ги бркал луѓето од работа од хигиеничар до министар. Народот добро се сеќава и на притисоците и заплашувањата кои ги правеа директорите на СДСМ врз вработените во администрацијата за време на референдумот против законот за територијалната поделба во 2004 година. Стои меѓу другото во писмената реакција на ВМРО ДПМН. Општинската организација на СДСМ од Кавадарци на пресконференција обвинија дека се уште на раководна функција е директорот на Средното општинско земјоделско шумарско училиште Ѓорче Петров е Благој Димитров, кој, како што беше кажано на пресод, бил вмешан во криминал и против него имало правосилна судска пресуда за насилство врз ученик. Општинската организација на СДСМ од Кавадарци на пресконференција обвинија дека се уште на раководна функција директор на Средното општинско земјоделско шумарско училиште Ѓорче Петров е Благој Димитров, кој, како што беше кажано на пресод, бил вмешан во криминал и против него имало правосилна судска пресуда за насилство врз ученик. Постојат сериозни индиции дека директорот на училиштето Благој Димитров е вмешан во криминал, а најскандалозно е што против него има правосилна судска пресуда за насилник врз ученик. Еве ја пресудата во која што дојдовме со датум од 2009 година. Директорот на училиштето, како што пишува тука, го ударил ученикот со дневник и го туркал, при што, како што и во пресудата, на детето му биле нанесени телесни повреди. Бараме беше нагласено на пресконференцијата надлежните органи да испитаат дали, освен што има пресуда за насилство врз ученик, Димитров од позицијата директор има проневерено 12.000 евра и продолжува нерационално да троши пари на училиштето. Со демант за изреченото излезе и самиот Димитров. Според него се работи за лажни обвинувања на СДСМ со цел да се деградира личноста на директорот и угледот на училиштето и партијата на која припаѓа. Дека ја зборувам вистината стои во неговата реакција, доказ е уверението од Основниот суд Кавадарци, уредно издадено на 29.7.2014 година, дека нема обвинителен акт против мене, ниту пак е донесена неправосилна осудителна пресуда. Сите овие невистини и лаги што се изнесуваат се неточни, смета тој. Напротив, училиштето е едно од најдобрите во Република Македонија, кое постигнува резултати на државни и меѓународни надпревари и покрај сите обвинувања ние ќе продолжиме да работиме и да бидеме успешни, вели во писмената реакција директорот Благој Димитров. На Светскиот ден на учителот трибина посветена на просветните работници беше организирана од страна на Унијата на жени на ВМРО ДПМН од Неготино, на која се говореше за значењето на наставниците кои имаат голема заслуга за воспитно-образовниот процес кој им го пружаат на децата и преку тој процес секојдневно ги мотивираат, потикнуваат и поддржуваат учениците. Успешен наставник е онај наставник кој умее да ги детектира афинитетите, талентот, желбата и љубовта на детето кон одредени предмети и сфери од образованието. Учителот има исклучителна и голема и важна улога во подучувањето, во подигањето и во креирањето на младата личност. Затоа денес и ние сите наставници, сите учители се вклучивме во обележувањето на овој светски ден на учителот, да го прославиме овој ден,
затоа што сметаме дека учителот го води својот ученик кон создавањето и промовирањето на вистинските вредности. Тој е моделот со кој се идентификува таа млада личност и негова мотивација и инспирација. Со ликовна изложба, поетско читање и мини концерт беше отворена Кавадаречката културна есен. Оваа манифестација до почетокот на декември ќе донесе бројни изложби, концерти, промоции и представи за љубителите на културата и уметноста од Кавадарци и Македонија. Со прекрасна филмска музика одсвирена од Менка Бугевска виолина и Габриела Бачманова пијано, ликовна изложба и читање поезија беше свечено отворена Кавадаречката културна есен. Музиката ги разнежни, поезијата ги надополни, а изложбата беше рај за очите. Сите овие три настани од различни културни дејности направија кохезија во која присутната публика уживаше. Најпрвен со изложбата насловена Универзумот како алузија за интегритетот, уметниците Шкипе Мехмети, Дита Ставрова Керими и Зарија Амдиу се представија со 15 дела создадени во комбинирана техника и еден заеднички триптих преку кој ги разоткрија сопствените визуелно-естетски стремежи. Три уметници, две ликовни подрачја и само една техника, слична тематика и една заедничка порака. Потоа публиката беше сведок на едно ретко и пријатно доживување. Пијаното на Габриела Бачманова и виолината на Менка Бугевска на свој мистичен начин ги доловуваа моментите од познатите филмови, како Спектра со Джеймс Бонд, Падот на Лондон, Кум, Мирисот на жената со Ал Пачино и други. Музика одсвирена со многу љубов и внимание. Во меѓувреме, музиката беше дополнувана со поетски творби од поетесите Надица Тренчева, Вероника Костадиновска, Тодорка Андова и Цветанка Колева од Сдруженијето на писатели Тиквешки цветови од Кавадарци. Овој спој на три различни култури ја наполнија душата на секој еден во галеријата. Градоначалникот Панов, видно понесен од познатите звуци на филмската музика, пред присутните рече: Ова што сега го слушам и што ми предизвикува емоции ме потсетува дека се уште сум човек и добро е кога се навраќаме вака, кога ќе слушнеме и ќе погледнеме некој убав филм, кога чини се насол за очите, па и зошто да не и се расплачеме. Тоа е само доказ дека сме се уште луѓе и покрај тоа што кажав се занимаваме со некои лоши функции. Моја инспирација оваа вечер беше последната нумера. Се надевам дека ќе бидам сведок уште на многу други филмски нумери, затоа што уметноста е животот и животот е уметност, меѓутоа на крајот би се послужил со една филозофска мисла, а тоа е, мислам дека ќе парафразирам, за доброто уво и изуењето на комарецот е музика. Минатата вечер се беше во знакот на уметноста. Едноставно беше убаво да се биде дел од овој прекрасен настан кој значи само почеток на ексклузивни доживувања на уметничко поле. Оваа манифестација до почетокот на декември ќе донесе бројни изложби, концерти, промоции, представи за љубителите на културата и уметноста од Кавадарци и Македонија. Винарските визби кои ќе откупат грозија од сортата Смедеревка ќе добијат субвенции од 2 денара за килограм. Мерката е донесена на вчерашната владина седница и со неа се очекува да бидат откупени преостанатите количини од оваа сорта. Вестите од Македонија во продолжение. Во рамки на посетата на САД, председателот на ВМРО ДПМНЕ Никола Груевски во Вашингтон оствари повеќе средби со сенатори, конгресмени и луѓе од јавниот и политичкиот живот во Соединетите Американски држави, соопштуваат од ВМРО ДПМНЕ. Груевски напомена дека средбите се во насока на обезбедување подобри позиции за Македонија, но и за јакнување на релациите помеѓу Македонија и САД. Во соопштението на партијата се вели дека Груевски и партиската
македонската делегација составена од претениците на ВМРО-ДПМНЕ Александар Николовски и Владимир Ѓорчев остварија средба и со конгресменот Кристофер Смит. Разговарано е за актуелната политичка состојба, за состојбата со мигрантите, како и за стратешката определба на државата за членство во НАТО. При тоа Смит изразил силна поддршка за Македонија во справувањето со предизвиците и релацијата на стратешките интереси за интегрирањето во НАТО. Дали се почитува договорот од 20 јули, каква состојба им претходи на изборите и дали се спроведуваат реформите, се дел од темите за кои еврокомесарот Јоханес Хан ќе разговара со лидерската четворка идниот петок на 14 октомври во Скопје. Ова за мија го потврди потпаролката на Европската комисија Маја Коцијанчик, потврдувајќи дека првиот човек за проширување на Европската унија ќе дојде 2 дена по предвиденото распуштање на македонскиот парламент со цел организирање на изборите на 11 декември, како гарантер на пржинскиот договор што меѓу 4 политички партии во Македонија беше постигнат во јуни-јули минатата година, а надграден на 31 август оваа година. Комесарот Хан сака да се увери дека договорот ќе се почитува во земјата и дека предвремените парламентарни избори ќе се одржат на 11 декември и истите да стават крај на долготрајната македонска политичка криза. Околу 2 милиона лица во САД добија повик за евакуација поради ураганот Метју. Најмалку 6 лица го загубија животот во вооружен напад во североисточниот дел на Кенија. Ова е свето денеска. Околу 2 милиони лица од крајбрежните зони во источните американски држави добија повик да се евакуираат поради насочувањето на ураганот Метју кон Флорида, Џорџија и Северна и Јужна Каролина. Метју е од 3-та категорија и е со брзина од 190 км на час и е најмоćното невреме во Соединетите Американски држави и регионот на Карибите. Во сојузната држава Вирџинија 44 авиони, меѓу кои и ултрамодерни F-22, ја напуштија воено-воздухопловната база Лангли Јотис и се упатија кон безбедно место во сојузната држава Охајо. Воено-воздухопловната база Чарлстон во Јужна Каролина испрати во внатрешниот дел на државата 29 воени авиони. 3 воени бродови превентивно го напуштија пристаништето Мејнорд во Флорида и се упатија на север. Ураганот премина преку Бахамите и се очекува вечерва да се доближи до Атлантското крајбрежје на Флорида во налетот на Метју. Според последните проценки на Хаити и во Доминиканската република загинаа 25 лица. Поради намалените средства за здравството, вработените во државните болници во Грција излегуваат на протести. Протестите се по повик на Федерацијата на лекарите во болниците. Синдикатот ги оспорува уверувањата на владата дека парите од нови лиценци за телевизиски канали ќе бидат насочени во буџетот за здравствената заштита. Националниот здравствен систем оди кон распад, сметаат тие и алармираат дека болничкиот персонал е намален за 20.000, а финансирањето на секторот е намалено од лани за 350 милиони евра. Најмалку 6 лица ги загубија животите во вооружен напад во североисточниот дел на Кенија врз група работници кои изведувале јавни работи. За сега никој не ја презеде одговорноста за нападот, но властите сметаат дека тоа е дело на припадниците на милитантската исламистичка група Ал-Шабаб. Од канцеларијата на гувернерот на провинцијата Мандера соопштија дека едно лице е потешко повредено, како и дека обезбедувањето на локацијата успеала да спаси 27 други лица. Напаѓачите прво употребиле бомби за да влезат на локацијата на која биле вршени јавните работи, а потоа почнале да пукаат од автоматско оружје. Цел на нападот биле лица кои не и припаѓаат на локалната заедница. Милитантната група Ал-Шабаб, која е дел од терористичката мрежа на Ал-Каеда, војува против владата во Сомалија, која е поддржана од меѓународната заедница. Припадниците на групата постојано вршат напади во североисточните делови на Кенија и особено во регионот Мандера, што се граничи со Сомалија.
Денеска имавме променливо облачно време со подолги сончеви периоди и температура до 22 степена. Од утре под влијание на влажен бран од Медитеранот ќе има повторно зголемување на облачноста и врнежи од дожд, особено во доцните попладневни и вечерни часови, кога на места врнежите ќе бидат и пообилни. Температурата ќе биде без позначителни промени. Деталите во продолжение. Со оваа информација го завршуваме дневникот. Имате пријатна вечер со програмата на К1.